Здраво, драги пријатели, и добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на тема за сирење, односно сакам да издвојам еден млечен производ кој што по мене, и за тоа постојат и факти, не е само по мене, е најдобриот можеби млечен производ од делот на сирења. Се работи за прашање и тема која што ја имам зборувано во комуникација со луѓе со кои што работам, затоа што многу луѓе особено кога сакаат да припазат на својата исхрана, да намалат масти, да намалат килограми, често знаат да имаат дилема околу тоа кое сирење можеби е најдобро, кое е најмалку масно и така натаму. На овие простори генерално најпопуларните сирења се можеби овчо, се исто така кашкавали, кравјо сирење, мешано, фета сирење и така натаму, но дефинитивно она што јас би го издвоил како најквалитетно сирење е фетата, поради на крај на денот поради неговиот состав. Но за што сушност се работи? Фета сирење, ако го гледате нутритивните вредности, ако гледаме што се случува внатре во сирењето, се работи за младо, свежо сирење кое што има најмалку калории пред се од сите сирења, но сепак тоа не е толку одлучувачки фактор колку што е составот на тие калории, а неговите калории се во најголем дел составени, пред се има многу малку јаглехидрати, што е првата опасност за луѓето кои што можеби внимаваат на својот изглед, вишок на килограми, масти и така натаму. Има исто така одлична количина на протеин, има релативно помалку масти за разлика од другите сирења и кашкавали. Исто така има добра и микронутритивна вредност, вклучувајќи калциум, има рибофлавин, односно B2, има B12, има B6, има селениум, има односно селен, има исто така и количина на сол и така натаму. Како нутритивно, она што по мене е добар бенефит од фетата сирење е тоа што може како состав нутритивен многу може да помогне на дол крок во здравје на коски, затоа што за здравје на коски и одржување на добра коскена маса и густина многу е препорачливо да се има протеин во исхраната, многу е препорачливо да се има калциум, многу е препорачливо да се има исто така и фосфор кој што помага да се подобро абсорбира калциумот во коските, и затоа јас би го издвоил фета сирењето како можеби најдобар млечен производ од сирење и кашкавали. Од друга страна, на што би додал еден детал кој што треба да се внимава е тоа што има доста количина на сол, и еден трик чисто за да ви помогне, за да можеби ја поднамалите таа количина, е кога ќе го извадите од пакувањето, да можеби го измиете парчето на сирење за да се отстрани барем тој површински задржок на сол кој што го има самото сирење, и нормално да луѓе кои што имаат можеби бубрежни проблеми, исто така трудници малку да повнимаваат со количината на која што јадат, но пак ќе речам, генерално фетата сирење по мене е најдобар состав за разлика од другите сирења, и не за разлика од другите сирења, и само како производ, ако го гледам, има по мене супер нутритивен состав. Така да во иднина, доколку се прашува било кој од вас кој од сирењата се најдобри, на прво место би го ставил него. На второ место можеби би дошло козјото сирење, урдата исто така е квалитетен производ. Нормално не значи тоа дека јас не јадам овчо или кравио, но во секој случај количините споредбено на тоа колку е од едното, колку е другото, секогаш превладува фетата и урдата пред се. Така да за оваа тема имав толку да кажам. Мислам дека е супер идеја да се позборуваше за ова, и сигурен сум дека на некој од вас му помагна оваа информација, и можеби еднаш за секогаш ќе си разреши таа дилема кое од сирењата е најдобро. Така да за оваа тема имам толку денеска да кажам, сосема кратко и јасно, и да ви се заблагодарам за вниманието, да ви посакам здрави животни навики и се разбира убав ден, а се гледаме веќе во следната епизода. Чао, чао!